Добар ден сите, почитувани представници на медиуми, почитувани граѓани. Во Кочани изгореа 62 млади животи. Изгореа во дискотека која работела незаконски по односот на институциите. Изгореа во објект кој требало одамна да биде затворен. Изгореа за заклучени врати по наредба на актуелните службеници во Министерството за внатрешни работи. И денес, додека родителите плачат, а државата треба да донесе правда, директните виновници се штитат од истрагата. 3 месеци по трагедијата, нема вина, нема одговорност за оние кои ако делувале вечерта, трагедијата ќе била спречена. Вистинските виновници се уште се на слобода. Началници, инспектори, министри, сите тие кои требало да спречат, се штитат во истрагата. Истрагата се затвора без ниеден обвинет актуелен функционер. Наредбата со која била затворена вратата на дискотеката, клучната причина за високата бројка на жртви до ден денес е мистерија. Никој не признава, никој не потпишал, никој не знае ништо. И сите зборуваат за се освен за суштината. Кој е одговорен зашто децата не можеа да излезат живи? Оперативниот план на полицијата, наместо да се отвори пред јавноста, е прогласен за тајна. Зошто се крие вистината за одговорноста на полицијата? Додека трагедијата уште боли, се штитат директните виновници. Дејан Салтировски, началник на СВР Штип, човекот кој е дал наредбата, добива политичка заштита од својот поранешен адвокат, сега министер, и од самиот Мицковски. Драган Петрушев Казак, службеникот што ја спровел наредбата, иако знаел дека е спротивна на процедурите. Кристина Јованова, која дозволила фирма со блокирана сметка да работи на црно, да организира забави за деца. Томо Донев, кој не мрдал со прст, никога било јасно дека се користи пиротехника без дозвола. Фирмата МММ Доел, без дозвола за пиротехника, без овластени лица, работела без проблем. Не само што никој не ја спречил, се отвора сомнеж дека имала политичка заштита. Дали затоа што била блиска до ВМРО ДПМН? Затоа што организирала митинзи за партијата? Не добиваме одговор ниту на ова прашање. Почитувани, ова е системско злосторство. Кога државата не ги штити децата, туку ги штити оние кои ги загрозиле, тоа веќе не е држава, тоа е режим. Сите гледаме дека одговорноста се бара кај келнери, кај диџеи, кај обезбедување. Кај последните во Синжирот, но обвинителството е слепо за оние над нив. Се бараат виновници од 2012 година наваму, но не и оние кои вечерта можеле да го спречат пожарот. Никој не сака да погледне во вистинските виновници, и тоа е трагедија за целиот овој процес. Но народот гледа, родителите паметат и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да молчи. Ова не е политичка пресметка, ова е должност. Ке ја раскажеме вистината за Кочани. Секој ден, секој детал, се додека не падат маските и не се појават сите имиња, и од полициските командни штабови и од владиниот врв. И ова е масовно убиство со државен потпис. И затоа ќе има одговорност. Бараме правда за Кочани. Благодарам.